Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. За основците и средношколците денеска е последниот училишен ден од учебната 2024-2025 година и до 31 август ќе бидат на летен распуст. За матурантите наставата заврши на 16 мај, а утре 11 јуни ќе полагат и втор екстремен испит од државната матура. Првиот дел задолжителниот испит по мајчин јазик над 15.000 матуранти го полага на 31 мај. Полуматурантите пак овој месец треба да се запишат во првата година од средното образование. Во јуни има два електронски вида на пријавување за учениците. Според конкурсот на МОН, првиот ќе биде од 14 јуни, ќе трае до 23 часот и 59 минути. На 17 јуни доставувањето на документацијата во училиштата ќе биде следните два дена, 18 и 19 јуни. Второто пријавување во јунскиот рок ќе се врши на 30 јуни, а документацијата ќе се доставува следниот ден на 1 јули. Агенцијата за храна и ветеринарство со поддршка и во соработка со Европската агенција за безбедност на храна, ЕФСА, денеска во Скопје организира трибина за подигнување на јавната свест за безбедноста на храната. Настанот е во рамките на активностите на АХВ за одбележување на 7 јуни, Светскиот ден за безбедна храна, а ќе се обратат директорот на АХВ Оливер Миланов и Барбара Галани, раководител на секторот за комуникација и партнерство од ЕФСА. Представници на Европската агенција ќе ги презентираат улогата и значењето на ЕФСА во системот за безбедноста на храна во Европската унија и интеграцијата на земјите кориснички на ИПА. Представници на АХВ ќе зборуваат и за улогата и значењето на Агенцијата за храна и ветеринарство во однос на безбедноста на храната и храната за животни. Предвидена и панел дискусија на која ќе се дискутира за нутритивните потреби и навиките во исхраните, како и за нутритивните и здравствените тврдења. Нов министер за здравство е Азир Алиу, а Албрем Хоџа е заменик во земјоделие. Овие промени се по напуштањето на Алијанса на Таравари во владата. Остана да се пополни уште местото заменик министер за одбрана. Ово е само ново поглавје, затоа што знаеме, предолго беа изневерувани граѓаните, предолго чекаа. Предолго слушаа ветувања што никогаш не се исполнија. Токму затоа нашата обврска е поголема. Ќе продолжиме со уште посериозно темпо, ќе продолжиме со испорачување на мерливи резултати. Затоа ве повикувам сите вас да ги поддржиме овие предлози. Денес вие гласате за продолжување на еден процес на вистинска обнова. Можноста што премиерот му ја дава на господинот Азир Алиу како доктор по информатички науки да го води овој ресор, сметам дека добро би се снашол, како некоја од мои лични препораки кои што би можела да му ги кажам, дека менаџирањето со здравството е најмногу успехот, мислам дека лежи во изборот на тимот околу него. Азир Алиу е доктор, но не е доктор на медицински науки, туку по информатички науки. Дури да се запознае со областа во која влегува со организацијата на здравствениот сектор, а здравството не е Министерство за информатичко општество со околу 100 вработени, туку еден комплексен систем. Предлогот кој што го предложивте за министер за здравство нема да оди ни со другиот памет навлен, било да е со Изет Меджити или Билал Касами или на Зекирија Ибрахими. Ви гарантирам за ова, но вие ако инсистира дека не е личен ваш предлог, но е предлог навлен, тогаш јас не сум го познавал добро во лице. Не ја напушти владата Арбен Таравари. Арбен Таравари беше избркан од владата, бидејќи, почна да соработува со Дуи и Али Ахмети. Господин Назир Алиу е предлог навлен врз основа на договорот кој го имаме од почетокот на овој мандат. Уште еден осомничен за трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани. Александар Нацев од ВМРО ДПМН според МВР е вистинскиот собственик на Агенцијата за обезбедување и тој е 47-миот осомничен во овој случај. Александар Нацев од структурите на владеачката ВМРО ДПМН е новиот осомничен на списокот на обвинителството за пожарот во Кочански Пулс.
Иако неговото име не фигурира на хартија, се сомничи дека тој е реалниот сопственик на агенцијата за обезбедување Рубикон, која за време на пожарот без писмен договор била ангажирана за безбедноста во дискотеката. Министерството за внатрешни работи во координација со јавен обвинител по наредба на судија на претходна постапка изврши претреси на 2 локации во Скопје и Пробиштип во врска со агенција за обезбедување, при што лишено од слобода е лицето АН. Новиот осомничен во континуитет активно раководел со планот и начинот за давање на услугата обезбедување преку правното лице, се вели во соопштенијето на обвинителството. Во текот на вечерта, кога настанал пожарот, не контролирали и овозможиле влез на деца во објектот, не воделе грижа за преполнетоста на капацитетот за посетители, не спречиле внес и користење на пиротехнички средства од членовите на музичката група со кој бил предизвикан пожарот, поради што настапила смрт кај 62 лица. Се вели во соопштенијето на обвинителството, во кое се додава дека за Нацев ќе бараат активен притвор. Денешното апсење на Александар Нацев е доказ дека правда има и таа важи за сите, порача од владеачката ВМРО-ДПМН во писмено соопштение. Секој кој има било каква инволвираност со трагедијата во Кочани ќе излезе пред институциите, без разлика дали е член на ВМРО-ДПМН, СДС, ДУИ или која било друга политичка партија, порача од владеачката партија. Александар Нацев подолг период е дел од структурите на ВМРО-ДПМН. Беше и директор на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации во претходниот мандат на неговата партија, а политички најактивен беше во периодот по 2017-та, кога често се појавуваше на пресконференции во партискиот штаб. Александар Нацев е 47-миот осомничен за пожарот во Пулс во рамките на истрагата која обвинителството ја прогласи за завршена на крајот на минатиот месец, оставајќи простор да ја дополнува кога за тоа ќе обезбеди докази. Паралелно истрага против 14 полициски службеници води и обвинителството за организиран криминал и корупција. Во дискотеката Пулс загинаа 62 лица, а повеќе од 200 беа повредени. Александар Спасовски, Сител телевизија.